Предлагаме измена и дополнување на Законот за извршување со цел да се решат голем број на проблеми на огромна структура на граѓанство, која што е сега во постапките за извршување премногу оптоварена со превисоки казнени законски камати, за која цел предлагаме да оваа законска казнена камата за структурата на должници од комуналната сфера, тоа е за струја, вода, телефон, да се максимализира во највисок износ до висината на главниот долг и тоа да важи повратно за сите постапки што се во тек и во иднина. Иста така цел на овој закон е и намалување на сега превисоките трошоци за извршување, кои што за исто оваа категорија на должници за исплата на парични поверувања по основ на комунални сметки е за повеќекратно повисока од главниот долг. Предлагаме да се максимализира до висина на главниот долг. Тоа се трошковите за извршување што ги определуваат извршителите, да важи повратно исто за сите постапки кои што се во тек и за во иднина. И на крајот предлагаме една цел со овој закон да постигнеме едно прецизирање на одредбите за институтот вонсудска наплата на комуналните долгови, да истата биде обавезна, а некако во постојниот закон сега условена од бројот на фактурите и од нивниот износ, да вонсудската наплата, што значи не присилната парична наплата, не блокирањето на сметките и другите средства за извршување, да на сите тие форми на и средства на присилна наплата обавезно им претходе вонсудска наплата на овие трошкови, неусловена со висината на фактурите на комуналните сметки, а тоа народно значи избегнување на превисоките трошкови и за адвокати, и за нотарите, и за извршителите. Верувам дека ова ќе наиде прво на одобрување на голем број на граѓани, по моја проценка околу 300.000 има, кои што се сега во тек на извршување на оваа форма на комунални долгови по основ на комунални сметки за струја, вода, телефон. Ние овде ја прошируваме сферата и на така наречените сродни дејности, тоа се долгови по основ на наводнување, и сметаме дека со тоа, она што беше наше ветување, она што е определба во програмата на коалицијата за подобра Македонија, за намалување на прво овластувањата, а потоа и за намалување на трошковите за извршување, ќе ја постигнеме целта.